Топ тема, добро вечер. 3 последователни месеци статистика мери зголемување на инфлацијата споредено со истиот период лани. Скок на цените забележани и во месеците во кои на сила беше и така наречената есенска кошничка, а од владата и натаму без соодветен одговор. И последното најавено замрзнување на маржите за 10% падна пред барањата на трговците за договор. Па тие сега сами направија листа со производи кои ја доставија до владата, иако формално никој не ги спречува и без нејзина согласност сами да си ги намалат цените. Поттука останува дилемата колку интересот на граѓаните е во средиштето на оваа постојана, своевидна трговија и пазарење меѓу власта и трговците. Оти, ако нивниот мотив разбирливо е профитот, обврската на власта, запишана и во слоганот на изборната програма на стожерната партија во неа, е луѓето на прво место. Опозицијата излезе со своји предлози кои очекувано или ќе бидат отфрлени, или нема ниту да се најдат на расправа. Граѓаните пред се или коморите на прво место. Кој и како да го заштити стандардот на граѓаните. Ова се дел од прашањата за моите вечерашни гости. Каја Шукова, подпредседателка на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И Игор Здравковски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Шукова СДСМ денеска за предлог за реализација на 2 од најавените 7 мерки. Предлог закон за намалување на ДДВ, за укинување на ДДВ-то за основните прехранбени производи и намалување на данокот на електрична енергија од 18 на 5%. Зошто токму сега или како што за порано најавувани мерки власта ви враќаше, зошто сега не го направивте тоа кога бевте на власт? Па јас не би се согласила со таа констатација. Мислам дека оние кои што имаат добро паметење знаат што направи власта на СДСМ кога беше на власт. Ги паметиме пакетите кои што и во време на економска криза, првично здравствена криза, потоа енергетска криза, знаеме како влијаеше војната на Украина на цела Европа, вклучително и на нашата држава. Тогаш се донесоа пакети на мерки кои што помогнаа директно на граѓаните, помогнаа директно на стопанството и не би се согласила со вакви констатации. Гледам денеска по порталите лицемерни, овакви мерки, онакви мерки. Не, ние гледаме дека потрошувачката, значи немаме заштита на потрошувачите дефинитивно со тоа како се движат цените во државата. Гледаме дека немаме поддршка на економијата и заради тоа излегуваме со први 7 мерки, од кои што првата мерка е оваа денеска законот кој што го поднесовме во собрание, каде што бараме да се направи интервенција на данокот за струјата и на основните прехранбени производи. Сметаме дека тоа директно ќе влие на намалување на потрошувачката на граѓаните, односно наместо парите да одат во централниот буџет, да останат, народно кажано, во џебот на граѓаните. Просечно намалување на цената на струјата за околу 13%, окинување на ДДВ за основните прехранбени производи заштеда 2000 денари месечно или 12.000 денари годишно. Тоа се пресметките со кои што произлеговте и гледано од низ таа формална страна само на намалувањето на овие даночни стапки. Неспорни се овие бројки, меѓутоа што тоа ќе значи во однос на буџетските импликации? Мислам дека ова е прво... Особено ДДВ-то на прехранбените производи, намалувањето на ДДВ-то на струјата е дополнително комплициран проблем со оглед на тоа што има и некои други обврски кои што допрва следат. Не можам во моментов да ви кажам тоа во бројки што ќе значи во однос на буџетските импликации, нели како ќе влијае на буџетот. Меѓутоа гледаме дека граѓаните во изминатите неколку месеци недвојбено кажуваат дека цените во малопродажбата се зголемуваат некаде и до 30%.
И за нас е непоимливо како во време кога во државата имаме мала инфлација, се движи некаде нели околу 2-3%, ние имаме еnormно зголемување на цените, 30%. Мислиме дека треба во овој момент да се заштитат граѓаните, онака како што ние тоа го правевме, кога имавме и инфлација и поголема од 15% и кога можеше да се дадат пакети и за граѓаните и за стопанството и успевавме да го држиме стабилен буџетот, мислам дека и оваа влада треба да го прифати овој предлог на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери и да им помогне на граѓаните, бидејќи очигледно е дека не може да се справат со овие цени. Секако дека ќе има влијание на приходите во буџетот, меѓутоа мислам дека треба да се направи баланс према приходите на буџетот, меѓутоа и помеѓу осиновашувањето на граѓаните, бидејќи во време кога инсистираме меѓу другото и на зголемување на минималната плата, како една од мерките, сметаме дека навистина треба да стигне до вредност од барем 30.000 денари. Она што го покажавме ние годините наназад, дека можеме од 8.000 денари да ја зголемиме до 21.000, сега не знам точно во моментов колку е. Значи треба да одиме и на зголемување на платите. Мора да има некаков баланс. Не може државата само да се грижи за себе, мора да се грижи за граѓаните и мора да најде баланс. Мора да излезе со реални економски мерки кои што ќе им помогнат во овој момент на граѓаните, како што тоа ние го правевме години наназад. Здравковски, кој е вашиот коментар како партија и лично како пратеник пред се на она што веќе е доставено и во собранието, двата предлога за набавување на ДДВ? Така, јас да бидам искрен, многу често ги следам пресконференциите на СДСМ и она што тие го бараат, затоа што сме биле до пред брзо време во малку по инаква ситуација, тие кога беа на власт, ние кога бевме во опозиција и нормално е како опозиција ние сме барале некакви мерки, меѓутоа се што тие направија беше промашено. Не можете вие кога влегувате во војна, практично ние сме, не хипотетички, него фигуративно ќе кажам, во некаква војна за да се избориме како држава со сето она што е последица на случувањата во Европа и во светот со нестабилна цена на енергија, инфлација и така натаму во светски рамки. Ние како земја која што е на опашката, да речем, во европската економија, секогаш кај нас најмногу се имплицираат тие недостатоци во трговијата. И она што ние предходно сме го нуделе како пакет мерки било многу поразумно од ова што тие сега го нудат. На што мислите? Видов дека денес тие понудија, односно колегата Фатмир Битики, јас искрено се надевав дека соговорник ќе биде некој од нив, или Битики или Лукаревска, затоа што сметам дека се директно одговорни за она што се случуваше во Република Македонија. Тие понудија намалување на ДДВ-то на струјата и дополнително понудија намалување, односно на ДДВ-то на прехранбените производи. Зошто не чини тоа? Прва работа, ДДВ-то на струјата ние го баравме да се намали кога бевме во опозиција и се намали во одреден период, меѓутоа тоа беше во деновите кога струјата достигнуваше 900.000 евра за мегават час. Сега во моментов денес ја видов на берзата е 143 евра, нешто кое што е 6-7-8 пати пониско од тој период. И дополнително во периодот кога беше СДСМ на власт, тие ја покачија струјата за 100%. Од кога е ВМРО ДПМН на власт во август и во јануари, вкупното покачување е 1,48. Така да оваа со 30% покачување не е напамет зборување. Сметам дека регулаторот ја покачува цената, не ја покачува опозицијата или власта. Во овој момент сметам дека е се уште рано за такво нешто. Дополнително секоја мерка која што се носи, која што би требало директно да влијае на граѓаните, треба да се носи со сите чинители во процесот на формирање на цените. Тука пред се нормално граѓаните мораат да бидат вклучени и јас го разбирам револтот, меѓутоа мораат да бидат сите останати вклучени во формирањето на цените и токму затоа можеби за неколку дена се одолговлечи ова решение кое што не постои идеално решение кога станува збор за покачување на цени, тоа да бидеме начисто, меѓутоа мораат да бидат исконсултирани и коморите, и работодавците, и сите оние кои што се засегнати. Еве, споменак соговорничката
поранешната министерка и покачување на минимална плата. Знаете дека со законот во март се покачува минималната плата и има параметри кои што ќе доведат до тоа покачување, меѓутоа ова е многу интересно како од 22.200 сега најнаш барате 30.000, иако нема толку големо законски одредено зголемување на трошоците за живот кои што ја дефинираат таа минимална плата. Од друга страна минималната плата и сите оние недостатоци кои што се случуваа во изминатите години, сега да не редам, ајде, еве и законот кој што беше за солидарен данок, кој што директно влијаше уште пред 2 години во собрание, кажав дека директно ќе влие законот за солидарен данок на покачувањето на цените. Тогаш со подсмев гледа и Битики, и Лукаревска, и Бесими и така натаму, и тоа се случи за жал. Понатаму намалувањето на земјоделското производство. Станавме толку многу увозно зависни, што навистина мора да се тргне од сите во моментов кои што не ги гледаме споредни работи, иако се многу значајни, мора да се тргне од таму за да се дојде до некоја одредена граница каде што би се стабилизирало. Пред да ја дадам збор на Шукова, веројатно ќе има што да врати. Имате ли вие сет на мерки за кои што вие сметате дека ќе има соодветен ефект? Видете, добро е некогаш да учиме и од туите грешки и сметам дека учиме. Ете, со претходно тие пробаа со замрзнување на цените, пробуваа со некакви пакети кои што беа ограничени месец, 2-3, ние баравме тие пакети да траат додека имаше кризна состојба, иако беше прогласувана кризна состојба на 6 месеци, пакетите се носеа на месец, 2 или 3 и тековно се гледаше како ќе биде. Не прифаќаме замрзнување на цени затоа што после тоа прави бум. Дополнително притисокот од синдикатите, да речеме, и ова што го бара опозицијата со зголемување на минималната плата ќе направи многу голем трошок на овие што се стопанствениците, производителите на храна, за да дополнително ги зголемат цените. Пак ќе повторам, Министерството за економија во рамки на владата нормално има комуникација, ево постојан диалог со сите засегнати странки, мораме да донесеме мерка која што ќе биде прифатлива за сите. Ама владата веќе сега малку ме збунете. Владата ја најави мерката. Маржата, мала продажба се извинува. Или големо продажната се ограничува едната на 10, другата на 10% и очекувам тука да има, се разбира, драматично намалување на цените на оние производи кои вистински ги користат граѓаните. Изјава на премиерот Христијан Мицкоски. Вице-премиер за економија Маријан Ристевски 12 февруари Битола. Таму е дадена изјавата. За прв пат во историјата на Македонија направени се анализи на цените за 6 месеци наназад и од тоа излегува предлогот за ограничување на маржите до 10%. Ограничување на бруто профитната маржа во многу се разликува од замрзнувањето на цените и така натаму. Очекувам да бидат вклучени над 100 групи на производи. Оваа мерка е праведно да трае од денот на донесување, што се очекува да биде многу брзо од денес, и да трае заклучно со 30 април. Дополнително, владата им препорачува на сите маркети да продолжат со транспарентно објавување на цени. Така, значи ова се изјавите. Ако овој предлог на владата се базира на за прв пат во историјата на Македонија направени анализи во последните 6 месеци, зошто владата повторно на првото појавување на трговците, сега организирани во нова комора на Илинденска број 2, повторно се повлече? Па видете, не е повлечено ова што го предлагаат коморите, модифицирана верзија на ова што е предложено. Кој раководи со државата? Премиерот се разбира, владата. Или коморите? Видете се. Една работа која што треба да ни биде јасна на сите. Владата или коморите? Премиерот излегува со изјава дека направени се темелни анализи. Излегува, им се лути на трговците, ги пушта сите инспекторати во инспекција, откриваат тоа што откриваат, маржи до 30% и до 50%, ги има на маса сите анализи, врз основа на тие за прв пат во историјата на Македонија направени анализи на кои што се носи одлука за замрзнување на маржата за 10%, потоа премиерот и министерот за економија се публикуваат. Во стопанството и во трговијата кои учествуваат наши граѓани или туѓи
други граѓани. Затоа викам, сите треба да бидеме опфатени. Сите треба да бидеме вклучени, затоа што и коморите, видете, ве молам сега дозволете. И коморите, она што го предлагаат е нешто слично, затоа што тие па имаат собствени, едно е да направиме ние цена, анализа на цената, друго е тие да направат. Владата направила. Апсолутно, зборувам како држава. Владата направила и донела одлука. Кој е сега ставот на владата друго е денес? собствениците на ланците маркети или било кој што се вклучени да направат и на обртот анализа. Затоа што тие гледате дека предлагаат во три категории. За тоа не им за треба. да видиме она што е основно, па не можеме ние перки од ајколи да. Ама сега немајте со тие перки од ајколи, никој не зборува за перките од ајколи. Треба сите да бидат заштитени. Знаете како социјален немир ќе се случи од друга страна? Не, трговците, дали излегуваат трговците сега со своја листа која што ја предлагаат на владата? Сите излегуваат со своја листа за која што треба да се седнат да се договорат. Зошто? Ако они процениле дека е тоа, никој не ги спречува сами да се ги намалат цените, бидејќи во оваа држава впрочем има нешто што се вика и закон за нефер трговски пракси, кој што впрочем треба да го спроведува државата, не функционира за жал. Го спроведува од 28 септември, претходно беше до нова година како што беше законот. Со помени сега од нова година наваму е со казни кои што исто така треба и спроведува и Комисијата за заштита на конкуренцијата. Тие треба да бидат. Добро, последно прашање од мене. Каде се изгуби тоа граѓаните пред се под слоганот на платформа? Не е изгубено, токму затоа ви реков, сите учествуваат во формирањето на цените и она што е тешко за еден граѓанин е тешко за сите. Ние не можеме да ги избркаме и овие кои што ја прават конкуренцијата. Не знам дали ме разбирате или дали сакате да ме разберете. Не ве разбирам. Ако владата по 6 месечна затвориме неколку трговски ланци, така? Мислите дека на крајот мислите дека цената ќе остане иста на продуктите или ќе оди нагоре? Не е така. Пазарната економија треба да видиме што ни диктира. Ние имаме објаснување дека тоа што е донесено како одлука е резултат на темелна анализа на целиот ланец. Значи во тој ланец се вклучени трговците, добавувачите, производителите, во делот на електричната енергија, во делот на плата, во делот на транспорт, во делот на се останато кое што ја формира цената, можеби е добро и компромис да направиме. За, пак да кажам, од војната да испаднеме без жртви. Да се направи компромис за да се донесе најдобра одлука. Идеална одлука нема кога се покачуваат цени, ја преска ви кажам. Еден ќе биде во загуба. Дали ќе биде граѓанинот, дали ќе биде собственикот на маркетот, дали ќе биде некој трет кооперант, некој ќе има во загуба. Битно ни е да излеземе со најреална мерка каде што секој ќе биде релативно задоволен. Значи мерката која што била донесена после 6 месечна анализа за замрзнување на маржите за 10% е била нереална. Не е нереална, туку е модифицирана сега со новиот предлог. Добро. Шуко. Па не знам, јас како ние го антиципираме сето ова што го слушаме и го гледаме, ама очигледно и јавноста на исти начин реагира. Овој сет на 7 мерки немаше да ги предложиме ако видевме дека имаме добар инпут на владата во однос на состојбите кои што ни се случуваат де факто во државата, дека значи ова се статистички податоци, не ги измисливме ние, дека се поскапен, дека цените на храната се зголемени некаде до 20 до 30%. Државниот завод за статистика вели трошоците за живот пораснале за 4,9%. Сметките со струја на граѓаните покажуваат 20 до 30% зголемување. Без разлика што цената официјално според регулаторна комисија е 1, нешто процент. 1,48, да. 1,48, да. Велиме, го зголемивме парното така. Сето тоа удира на семејните буџети, граѓаните со месеци, а и ние како опозиција со месеци очекувавме дека врз основа на сите овие анализи кои што се прават, инспекциите кои што влегуваат во маркетите, дека ќе имаме некаков сет на мерки кои што ќе го понуди владата, кои што ќе им помогне на граѓаните. Кога гледаме дека владата не реагира со сет на мерки кои што се очекувани, де факто, најавени па одложени, и констатацијата можеби дека навистина кој управува со владата, можеби треба навистина сите да си ја поставиме и во таа смисла ние излегуваме со сет на мерки како што сме излегували и претходно. Колегата кажа дека учеле од нас,
од нашите грешки. Јас не би рекла дека научиле од нашите грешки, очигледно дека не научиле. Ако научиле од нашите грешки, ќе понуделе сет мерки за граѓаните кои што во овој момент ќе им помогнат на граѓаните, а нема да им одмогнат. И заради тоа ние ги понудивме првите мерки, имаме сет од 7 мерки кои што ќе предложиме во форма на предлог закони да ги доставуваме во собранието. Тука предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Петар Догов за околу последните статистички показатели за движењето на цените. Растат трошоците на живот и инфлацијата. Статистичарите во најновите податоци пресметале дека трошоците на животот во јануари 2025 година во однос на истиот месец од лани бележат зголемување од 4,9%. Индексот на цените на мало бележи зголемување од 5,2%. На годишно ниво најголем скок има кај цените на безалкохолните пијалаци, кои пораснале за 16,2%. Цената на маслото бележи пораст од речиси 11,8%, додека пак зеленчукот е поскап за 10%. Поскапело и овошјето, но неколку зеленчукот, туку за 3%. Млекото, сирењето и јајцата и во претходните неколку години станаа луксус за граѓаните, а нивната цена продолжува да расте. Па така статистика измери дека за една година цената на овие производи пораснала за 6,9%. Месото е поскапено за 4,6%. Ова е кога станува збор за основните производи за човек да се прехрани, а и за да се облечат граѓаните ќе мора да издвојат повеќе пари од лани. Цените на облеката пораснале за 2,9%, чевлите и другите обувки се поскапи за 3,5%, во споредба со јануари 2024 година. Кога станува збор за домакинствата и бизнисите, цените на електричната енергија бележат пораст од 1,2%, измери статистика. Намалување е забележано кај течните горива од 1,4%, како и цврстите горива, кои се поевтини за 4,1% во споредба со лани. И покрај новогодишната потрошувачка кошница која важеше како мерка во изминатиот празничен период, сепак Државниот завод за статистика не забележал драстични промени во цените на производите, односно во делот на месечната инфлација. Па така и покрај тоа што беа најавувани 10% намалување на цените на 900 производи и инспекторите од пазарна засилено делуваа на терен, сепак лебот и житото во јануари поевтиниле за само 0,1% споредено со декември. Исто така цената на месото бележи пат од незначителни 0,4%. Млекото, млечните производи и јајцата поевтиниле за 0,6% во однос на минатиот месец. И покрај мерките поскапување имало кај зеленчукот од 1,2%, додека овошјето поскапело за 0,7%. Ете, тоа е статистиката, тоа се бројките. Што знаеме до сега? Знаеме дека имаше најава, како што реков, од владата замрзнување на маржа, имаме појавување на трговците, владата се повлекува, ајде да уште еднаш да преговараме со нив, иако еднаш веќе се изгоре владата, бидејќи ја слушнавме изјавата на премиерот, онаа нервозна реакција дека не биле доволно општествено одговорни при претходните обиди. И сега што предлагаат? Тие предлагаат шекер, масло, брашно, млеко, пилешко месо, маржа 3%, леп, тестенини, ориз, сол, средства за хигиена и така натаму 10 до 15%, предлагаат намалување на листата на производи која што ја има, која што е во план на владата, се заедно околу 150 продукти и дури еве и си дозволуваат и цена, датумот да го кажат, од 22 март до 22 април, не до 30 април, бидејќи рековте дека треба да се имаат ова интервенционизмот во цените во пазарна економија никогаш не е посакувана мерка, но во некакви ситуации е неопходна. Во овие пресметки на ново формираната комора на трговците ги нема другите чинители во ланец. И нивното објаснување е дека ова е со цел од една страна да се заштитат потрошувачите, а од друга страна стабилноста на трговските предпријатија. Тука нема добавувачи, нема производители, нема никој од тој ланец. И повторно доаѓаме до тоа. Дали одлуките ќе се носат под диктат на одредени субјекти или
врз основа на направените анализи во следните денови, ќе може да очекуваме владата да излезе со конкретни мерки согласно анализите и проценките што таа ги прави. Па ги нема вклучено тие во нивните предлози, меѓутоа пак ќе повторам Не ги споменав затоа што рековте дека сите треба да се земат во предвид. Очигледно дека трговците кога ги предлагаат вакви мерки на владата и влегуваат на Илинденска број 2 со настап, ако ги замрзнете маржите, ние ќе ги затвориме дуќаните, сега предлагаат мерки по кои си кажуваат. Тоа е нивниот мотив. Нивниот мотив е профитот. И тие си кажуваат. Еве ова ние што го нудиме е стабилноста на трговските предпријатија. Меѓутоа тука ја немаме, го немаме цел тој синџер. Ги немаме производителите кои исто велат ни го зимаат за 10 денари, го продаваат за 100. За профит, јас не сакам да стигматизирам некој, меѓутоа ете ги видовме, беа јавно достапни профитните, колку се профитите на овие ланци маркети, и видовме дека работат со некои од нив со релативно ниска стапка на профит, просек 37,6 колку беше, само еден од големите ланци на маркети имаше двоцифрен профит, меѓутоа ќе се вратам назад во креирањето на цената на било кој продукт. Учествуваат многу учинители. Од производство зависи дали е берзански, дали не е берзански, дали го имаме кај нас да се произведува или не, царина и така натаму. Значи сите треба да оваа комора си кажува за нивниот дел. И можеби токму затоа малку доцниме со конечната одлука. Затоа што треба да видиме колку од она што тие го продаваат е од наше производство. Што ако е нешто увезено, да речеме гравот од Египет што се увезува, или домати од Албанија и така натаму. Има чари за тоа да се видат увозните фактури кои што ќе видат дека гравот од Египет се увезува во центи, може да го снемате како што го снема во време на СДСМ, како што го снема маслото за јадење. Или можеби треба малку да биде похрабра владата и да носи похрабри политики како што носевме ние на времето, заради тоа што 70-тите и 80-тите кога чекавме. Не, тоа така, заради тоа што кога ние го носевме сетот на мерки во наше време, ние имавме позитивни сигнали и од ММФ и од Светска банка, да не заборавиме, дека сите беа поздравени. Кога се носеше солидарни, и сега се врата малку на претходно, кога зборувавме за тоа се официјални извештаи. Можете да ги отворите и да ги видите. Кога зборуваме за солидарниот данок, значи носите храбри потези. Солидарниот данок беше општествено кој го плати? Општествено, зборуваме за општествена одговорност, зборуваме за правичност. Не, немојте така. Значи знаеме зашто се носеше солидарниот данок. Тоа беше во тоа време потребно на ниво на цела држава. Ние не ги гледавме само дел од компаниите кои што ќе го платат овој солидарен данок. Зборуваме за сите граѓани на оваа држава. Храбри политики, сет на мерки. Ние во овие 8 месеци, 9 месеци веќе не видовме сет на мерки. Видовме уствари една новогодишна кошничка која што де факто и по изјавите на граѓаните е дека не донесе никакви резултати. Не критикуваме само ние. На секоја анализа која што ја прават медиумите, ве гледаме дали се пишани или се електронски, сеедно имате реакција на граѓаните. Велат не се влегува во маркетите, цените се превисоки. И токму заради тоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе со сет на мерки. Тоа е така, јас се согласувам. Ајде за солидарниот данок две реченици ќе ви кажам. 2023 на една дискусија во собранието, јас кажав дека ги оптеретувате, тоа не беше солидарен данок го нема во фискална стратегија. Тоа беше измислена мерка за тоа што требаше вие да надополните ваму регбитолата. Да, компаниите да бидат општествено одговорни, точно да помогнат во криза. Така. Сега солидарниот данок знаете што направи? Овие големите синџири се исплатија кои што беа влезени, таму беа влезени Тинекс, Веро, Кам, Стокомак, не знам жито дали беше, се исплатија солидарен данок на државата и ги качија цените. Сега што се случува? Видовте одлука на Уставен суд? Дека не е уставна реформа тоа, дека не е уставна мерка. 50 милиони евра пак треба да платиме. Значи сиромавиот
2 пати плаќа. Ние Како вие го донесовте солидарниот данок? Зборуваме за моменти на криза. Еднострано со 61 глас во собрание. Иако сите беа против, имаше таму писма од клуб 100 вие сега го имате мнозинството на собрание. Можете во секое време да донесете сет на мерки кои што ќе им помогнат на граѓаните. Кочо Ангјушев ќе почнам од него. Хари Костов, Андреја Јосифовски, Илија Гечев, не знам, Бранко Азевски. Продолжува наративот на ВМРО, ДПМНЕ, дека против тој солидарен за состојбите сегашни во државата повторно е криво СДСМ. Па тоа не е процес од вчера за денес. Вие не можете да почнете да практикувате власт. Жално е. Ве молам. Граѓаните очекуваат сега од вас. Уште еден факт да ви кажам уште една работа која што влие на ова што сега се случува. 2000 година 12% од бруто домашниот производ отпаѓал на земјоделие. Сега се 5%. Намалувањето на земјоделското производство директно влие на оваа инфлаторна спирала што ние сега ќе направиме генеза. Јас во моментов немам податоци. Гледам дека наративот е тој. Се зборува за две работи. Една е солидарниот законот за солидарен данок, другата е дека се намалило земјоделското производство. Тоа се намалува во 20 години наназад, не во последните 5 години. Државата не почнува од 8 мај. Ајде, еве дополнителен инпут за формирањето на цените електричната енергија. Производството на електрична енергија на 1 мегават час 2017 година. Знаете колку беше во еден? 45 евра, сега знаете колку е? 133. Знаете кога се покачија цените на... Сега немојте да кажувате. Кога се покачи цената на струјата во енергетиката? Значи, државата пак ќе кажам, не почнува од 8 мај, ние во 2021 година и си го решававме проблемот. Ако се враќаме уште назад, стопанството и граѓаните, немојте да молам. Ајде, еве и за земјоделците. Знаете колку е вреќа вештачко ѓубриво сега имаат? Не, јас знам колку ние ги зголемивме субвенциите, вие сега дека се фалите, дека се зголемени субвенциите, само го копирате тоа што ние го направивме. Немојте, ве молам. Не. Дополнително, ајде, ве молам, еве и за земјоделието на вистина ми е тема. Не, субвенциите ако ги почнеме ќе треба да се вратиме многу наназад, бидејќи веројатно за земјоделието сакав уште една работа да кажам. Неконкурентното доделување на земја за работа на земјоделците го предизвикува. Знаете дека основен услов во ваше време, од кога дојде Јупчо Николовски, беше понудена повисока цена. И толку. Претходно имаше поместо на живење за добивање на земјоделско земјиште. И многу од земјоделците кои што работеле некакви површини земјоделски, кои што им ги зема безвезални, сега извинете на изразов, меѓутоа еден стоматолог од Сирија имаше зема 80 хектари во Свети Николско. Земјоделците оттаму си заминаа, на кои што во дворовите им беа обработливите површини. Не, ова ќе се подготвиме, ќе зборуваме на оваа тема за земјоделие субвенции во друга прилика, мислам, последица што сега се случува за жал. Јас пак ќе кажам, државата не почнува. Да не се враќаме 10-15 години назад, да не се враќаме. Ќе молам темата за субвенциите да ја заклучиме со заеднички заклучок дека и кај едната и кај другата, па и претходната влада на ВМРО ДПМНЕ од секогаш биле социјална мерка. Особено поделбата на земјиштето со 8.000 денари помош за социјални категории, наместо препораките за окрупнување доведе до распарчување, 8.000 до 16.000 помош на социјални семејства кои што ги даваше Груевски не може да обезбедат ни проста репродукција, па камоли одржување на едно земјоделско земјиште. Фактот е тоа. Ние станавме за жал земја зависна од увоз на храна, тоа е трагично и веројатно треба фокусот да биде како тоа да го надминеме, бидејќи секој има своја одговорност во тој дел. Тука одиме со првата пауза за реклама. Можеме ли да се обидеме некако да го затвориме овој дел околу цените? Точно е, сите анализи покажуваат дека се неминовни во одреден период, иако дека замрзнувањето дали на цените, дали на маржите, има ефекти во краткорочно, долгорочно се повеќе негативните ефекти, меѓутоа пак она што го препорачуваат експертите во овој момент не можно да се реализира со краткорочни мерки за
поттикнување на домашното производство на храна, за зголемување на конкурентноста, тоа се сепак мерки на подолг рок. Што е она? Повторно ќе ве вратам, што сметате дека може да се направи, бидејќи впечаток е дека исоко, тоа се изјави на представници на власта, дека кошничките не го дадоа очекуваниот резултат, дури го имаме и отвореното противење на Министерката за финансии, дури и на оваа намера за замрзнување на маржите, но факт е дека нешто мора да се направи и впечаток е во јавноста дека генерално владата е пречувствителна кон реакциите на стопанството и коморите, без оглед од која комора, без оглед за која мерка, наспроти фактот што истите тие граѓани ќе треба да учествуваат во иднина, во, како што велите, за жал ќе го враќаат данокот на кој што го воведе претходната влада на СДСМ, сега ќе учествуваат и во плаќањето на кредитите, на каматите од унгарскиот кредит. Може јас да споменам нешто тука? Ајде, може прво, па после. Ајде, јас дебата. Има едно решение за кое што ќе помогне секако оваа ситуација. Зборуваме за Добро, зборуваме за него, многу накратко. Законот за нефер трговски практики. Дајте да почне да се имплементира. Донесен е во септември, така 2020. Идејата беше, прашањето беше околу интервентните мерки, бидејќи еве, имаме изјавата дека замрзнувањето на маржите е направено како резултат на историска анализа и сега сите очекуваме, ако е така, да видиме што би било. Што конкретно може да очекуваат граѓаните. Во моментов мислам дека и министерот за економија и премиерот се надвор од земјава до крајот на неделава, така што тешко дека нешто поконкретно ќе се одлучи до крајот на неделава, но веројатно имате како пратеник на мнозинството некакви информации така, што може да се јас тука ќе се согласам, ајде првен ќе почнам со ова што ме прашувате. Законот, да. Се надевам дека за многу брзо време ќе се донесе ова одлука каква и да е во преговорите со коморите, за да имаме директна мерка, нешто што веднаш ќе може да влие. Дополнително законот за нефер трговски практики исто така сметам дека за тој да може да се применува баш онака како што треба, нас ни треба и зајакнување на капацитетите и на управа за јавни приходи и на сите останати инспекторати и овие кои што се директно кои што треба го спроведат сега Комисија за заштита на конкуренцијата. А не ли ја сменив? Дополнително мислам дека ги гледаме и примерите од соседството во Хрватска, во Словенија што се случува, таму имаме поголеми здруженија на граѓани кои што се за заштита на потрошувачите, па ти имаат некакви набавки на поголемо тоа секако обемот кај нас и обемот во Словенија и во Хрватска е многу различен. За да имаме поголеми набавки за тоа што сме реално мал пазар, имаме многу помала потреба од набавка на било каква храна со акции и така натаму. Сепак треба да бидат и граѓаните малку по вклучени во овие права и можности кои што се применуваат во соседството. Можеме да направиме нешто сите заедно, меѓутоа пак како ќе повторам да се вратам на назад, за да имаме ние стабилно да можеме стабилно и понатаму да продолжиме без некакви осцилации во цените, ни требаат подолгорочни мерки. Дополнително ќе се дадат дополнителни по 2500 денари на пензионерите, малку да се појача куповната моќ колку што може во оваа ситуација. Ќе имаме во март зголемување на минималната плата, ќе имаме усогласување на некои плати. Сметам дека проблемот не треба да секогаш да гледаме да го решаваме адхок, туку треба да правиме некои долгорочни мерки кои што ќе бидат многу повлијателни на долг рок отколку сега да донесеме некоја била каква одлука избрзана, па понатаму да имаме контраиндикации. Не знам што да кажам, навистина не знам што да кажам. Ајде вака ќе
да им препорачаме на граѓаните, почекајте уште малку. Додека владата одлучи какви мерки ќе донесе, плаќајте со високи цени во марки. Не се извинам, сега јас ве сослушав, ако може се евиме да ме сослушате. Мислам, имаме закон за нефер трговски пракси. Треба да се спроведува, донесене од септември месец минатата година, стапи на сила први месец оваа година, од 1 јануари оваа година. Се уште да велиме дека институционално не сме спремни, требало да се вработат нови луѓе во Државната комисија, требале во инспекторатите. Јас навистина не можам да разберам колку време треба да се овие институции да се зајакнат за да може да почне да се спроведува. Овој закон е поздравен од сите можни, оние кои што имаат разбирање од економијата, така, од сите можни чинители. Значи овој закон еден од ретките донесен со консензус во собранието, меѓу другото. Ова е еден добар механизам кој што ќе помогне во регулирање на цените. Значи го имаме на маса, донесен е законот, јас не знам, навистина не можам да разберам, значи се спроведува. Значи, секојдневно гледаме одобрување за вработување. Зошто првите вработувања не бидат во институциите кои што треба да го спроведуваат овој закон? Граѓаните очекуваат мерки. Затоа што систематизацијата е пополнета со луѓе што не одат на работа. Каде е систематизацијата пополнета со луѓе кои што не одат на работа? Паќе се да се Ајде сега, па сме ние криви. Па ние мислам, ние сме постојано криви. Па мислам, како да ви кажам, па зголемете ја систематизацијата, па вработите луѓе кои што ќе одат на работа. Мислам сега, знаете, зборуваме паушално. Имаме добар механизам, треба да го спроведуваме. Да не се враќаме наназад, особено вие сте актуелна власт. Не се враќајте наназад. Понудете им на граѓаните решенија, бидејќи навистина очекуваат од вас решенија. Сега не очекуваат од нас. Ама ние, пошто вие не нудите решенија, ние нудиме решенија. А законот за нефер трговски практик мислам дека ќе заврши. Вашите решенија се многу видени претходно и па јас не би рекла баш така. Дека малку е лицемерно сега да се бави намалување на ДДВ на струја, не знам, намалување на парно и така натаму. Во недостаток на мерки кои што ги нуди власта, ние нудиме мерки. Ве праша и водителот неколку пати на емисијава, кои се мерките и кога ќе ги добиеме? Очигледно дека нема одговор на тоа прашање. Не знам колку време треба да чекаме. Намалување на цената на парното, ете и таа ви беше една од мерките. Во август се случи намалување на цената на парното за 4% за домаќинствата и 16% за малите потрошувачи. Сега се зголеми за 5%. Тоа е отприлика изедначување за домаќинствата, за малите потрошувачи. Повторно имаме се во споредба со август во негативот. Да не отвараме темата на парното, затоа што темата на парното, и сега вие како мерка и на друг начин, викате, леле, ние предложивме, не е само да и на друг начин ќе ја врземе цената на парното, да не ја отвараме таа тема. Берзанската цена на гасот за една година 100% е покачена. 100% парното, она топлинска енергија се произведува во Македонија од газ. Не се произведува од било што. Ако ја отвориме таа тема, ќе го фатаме аспектот на животна средина и велувате нема да ви се бендисува многу. Пак ќе повторам, на 1,48% имаме зголемување на струјата, кое што ете ја регулира регулаторот од РК Марко Бислимовски, вие велите 30%. Јас ќе ви кажам 100% вие велите ништо не беше тоа. Јас живеам во Скопје. Минатиот месец на слична потрошувачка на електрична енергија имав сметка од 4400 и нешто денари, овој месец имам 7000. Пожалете се во РК. А тоа е пораката што им ја праќаме на граѓаните, пожалите се во РК. Сите ги добија сметките 20 до 30% повисоки. Не го доби само моето домаќинство, го доби и мојот татко кој што исто така живее во Скопје, го доби и моите пријатели, роднини, сите се жалат. Сите ли треба да се пожалиме кон регулаторна? И сега не може да значи очигледно има проблем и треба проблемот да се решава. Граѓаните очекуваат решение. За волја на вистината регулаторна комисија издаде соопштение и препорача на Евена да ги поправи сметките согласно цитираше одредени одредби од законот за енергетика. Евена рече прво платете си, потоа прочитав, не знам дали е шпекулација, околу роковите на мерење имало некакви
измрдување од страна на Евана во последниот месец. Не знам дали е шпекулација. Евана сега, па, видете... Ама за тоа постојат инспекции од државата, така треба да се провери, да се види што се случило. Киловат час не е промената повеќе од 1,5%. Знам колку е. Меѓутоа, кога имате ваков шок за граѓаните, очигледно е дека го има, го сеќаме на своите домаќинства, да не одиме пошироко, значи владата треба да види што се случува, така? Потрошувачката на струја, како и се друго, е основен облигацијски однос со некого. Не можете да наплатите нешто ако не е потрошено или да утврдувате паушали и тоа да го оправдувате со немање на доволно луѓе и тоа сегогаш се случува во почетокот. Специфично особено за делот на струјата, точно рековте дека е тоа прашање кое што го утврдува регулаторната комисија, но вие како собрание на 27 и на јануари го усвоивте едниот дел, на 29 јануари оваа година го усвоивте вториот дел, тоа е од инструментот за раст, договорот, реформската агенда. И таму треба да се биде искрен кон граѓаните и да се каже дека допрва ќе следува таков шок, бидејќи според обврските што ги презела владата, вие го ратификувавте како закон, од јуни на 70% треба да се скрати, цитирам, интервенцијата на државата во одредувањето на цените со снабдување со електрична енергија на универзалниот снабдувач. Интервенцијата на државата е проценета на 85% сега, значи треба да се намали на 70% во јуни оваа година. Тоа значи за 15%, ако ја земеме таа почетна вредност на 85%, за 15% намалување на можностите на регулаторната комисија за енергетика за разните жонглирања кои што сите сме свесни дека ги прави во овој момент за да ја држи на прифатливо ниво цената на универзалниот снабдувач и да го колку толку прифатливо и да не предизвика поголеми ценовни потреси и поголеми дури и социјални потреси. Значи нас во јуни реално не очекува нов ценовен шок кој што ние не можеме да го сопреме, бидејќи сме дале збор дека постепено од година во година ќе го намалуваме тој државен интервенционизам во балансот на социјалниот баланс на цената на универзалниот снабдувач. Нас дополнително не притиска и парискиот договор со производството на електричната енергија од обновливи извори. И таму е со рокови дека треба да плаќаме понатаму нели по емисија на газ одредена сума, мислам беше 30. Да, на произведен CO2. Мислам дека беше $30 за метар кубен или како и да видите, енергетиката е и токму и затоа претходно се боревме и како партија и во опозиција и сега за да можеме малку да го сведеме работењето на елем во некои нормални граници. Ви кажав преска само за споредба 2017 45 евра било производство на 1 мегават час, сега е 133 евра. Универзалниот снабдувач ја купува електричната енергија по цена од 62 евра. Значи ние и сега имаме многу поскапо произведена, многу поевтино продадена струја. Тоа се сериозни теми на кои што треба да се дебатира, бидејќи од јуни ќе бидат за врзани буквално рацете, ајде да кажеме, ако сега има 10 инструменти, значи во јуни ќе остане на 6-7 инструменти регулаторната комисија да може да манипулира или жонглира со цена. Од 85 на 70% таму има начин како да се поправи со брза инвестиција во обновливи извори на енергија и со намалување на трошоците на производството на електрична енергија. Например, имавме, не знам, јаглен кој што го увезувавме без доволна калоричност, кој што дополнително прави притисок врз формирањето на цената. Имавме оној случајот адитив, сега не сакам да ве навредам, меѓутоа одвеле се луѓето кои што беа прво обвинети,
со набавка на мазива кои што биле непотребни или неквалитетни, кои што продуцирале дополнителни дефекти, кои што чинат државата и така натаму. Со домаќинско работење и со повеќе контрола во електрани на Македонија, сметам дека можеме да го достигнеме до јуни овој, да влеземе повторно во таа рамка која што е утврдена со реформската агенда. Треба работа, за жал досега не се работело онака како што треба. Сметам дека и производството на хидроенергијата исто така може да се малку да се подобри, за тоа што водостоите сега се очекува да бидат позголемени, а таа е веројатно и најевтина, мислам дека до пред некоја година чинеше од 13 до 18 евра. И најеколошка е во секој случај, да не излезе некој нов адитив или како и да се вика во иднина, бидејќи многу пати и во изминативе месеци јас немам проблем со тоа. Блоковите не работеа, купувањето струја свесно ќе оштети било која компанија, нека одговара. Немам проблем. Уште една пауза за реклама. Шукова, ви останав должен простор за реплика, па сакам нека да го затвориме овој дел, па при крај сме да отвориме и некои други теми. Да, добро, кога ја спомнавме енергетиката, јас само ќе се осврдам на две работи. Едната беше Чебрен, ја знаеме пригазната како се одвиваше целиот тој процес. Очекувавме дека ќе има некакви најави за домашно финансирање, бидејќи кога ние се обидувавме да спроведеме постапката за Чебрен, по не знам кој пат беше, 12, 13, 14, више не се не сеќавам, бевме обвинети дека даваме домашен ресурс под концесија. Очекувавме дека оваа влада, барем некаде во буџетот ќе видиме дека ќе почне со најава некаква за Чебрен, ама очигледно тоа само беше популизам во тоа време и нема да има ништо од тоа. И уште едно ќе спомнам, кога зборуваме за домакинско работење и обновливи извори на енергија, 4 капитални проекти, стратешки инвестиции пропаднаа заради тоа што не беа поддржани во парламентот. Стануваше збор за агроволтаици, стануваше збор за нормални фотоволтаици. Значи да не дискутираме на оваа тема, многу е широка и сензитивна и меѓу другото во некоја друга прилика ќе го отвориме прашањето и на гасификацијата, односно на гасот како фосилно гориво. И гледам дека оваа влада го потенцира. Јас не сметам дека гасот не треба да ни биде дел од горивото кое што го користиме, меѓутоа да не забораваме дека гасот е фосилно гориво и дека емитира CO2 и дека треба да ја продолжиме политиката на обновливи извори на енергија, особено на значи сонце, вода и воздух. Така да, ова е друга тема на која што дополнително ќе разговараме. Мислам дека во тој дел водевме многу добри политики, меѓутоа немавме поддршка во тоа време од опозицијата. Привршуваме и тука би сакал да ваш коментар на различни прашања. Шукова, кој е ставот околу новиот повеќе за проекти за инфраструктурни проекти во општините, со кои што треба да се операционализира и дел од унгарскиот кредит, особено што останаа истите критериуми на кои што забелешка има и дел од градоначалниците, а тоа е поделба по глава на жител. Па вака, како бивши министер кој што беше задолжен да ја подготви методологијата за еден од претходните заеми, ќе направам паралела. Заемот од Европска инвестициона банка, кој што беше многу помало од овој заем за поддршка на општините, бидејќи заради за водоводи и ЗСМ-џите што го најави како поддршка, поддршка на водната инфраструктура во државата, кој што беше димензиониран врз основа на капацитетот на државата да земе нов заем. Се аплицира критериуми кои што беа многу посериозни. И се направи едно нешто кое што беше направено првпат после долги години во државата, да се поделат прво линеарно средства на општините, за да можат и помалите општини во старт да добијат финансиски средства за развој на нивните општини. Тогаш од 50 милиони евра на секоја општина се дадоа прво линеарно по 200.000 евра, што значи дека распределивме во старт 16 милиони, а останатите ги распределивме врз основа на глава на жител, населени места,
развиеност на регионот. Значи, ние аплициравме повеќе критериуми. Овој заем, спротивно на тој заем, прво е 5 пати поголем за општините, тој беше 50, ова е 250 милиони. Според мене не се дели врз основа на критериуми, бидејќи критериум, единствен критериум е глава на жител, така, колку резидентно население има општината согласно последниот попис во државата, и второто е да има соодветна техничка документација која што по моите сознанија сите проекти пристигнуваат прво во Министерството за локална самоуправа, потоа треба да се распределуваат по 6 ресорни министерства кои што имаат средства за оваа намена. Во рок од неколку дена комисија од Министерството да успее да прегледа и да оцени толкав број на проекти и да каже дека проектите се квалитетни, за мене тоа е нонсенс. Како за пример, заемот од Европска инвестициона банка, кој што се спроведува веќе втора година, за да еден проект на општината биде одобрен и од Министерството и од банката, поминува најмалку 3 до 6 месеци. Значи се гледа комплетно документацијата. Прво се гледа дали е одржлив проектот. Ние таков критериум во однос на унгарскиот заем нема. Добре, тука има во зависност од секое министерство се има критериуми, се знае култура за што подразбира веројатно инфраструктура во култура. По министерствата нема посебни глава критериуми. На жител и проекти готови до 12 Исти се месец. за сите министерства. Да. Здравковски, особено помалите општини излегува со многу забелешки. Зошто не се отиде со некаква промена на критериумите? Да бидам искрен, овие забелешки ги слушаме полог период и до некаде се согласувам, можеби не дека требало линеарно да се подела по 200.000 евра на сите општини, или во овој случај, да, многу повеќе. Сметам дека факторот на развиеност на подрачјето треба да биде вклучен. И дека од друга страна и во самиот буџет и постојат ред други обврски околу рамноправниот регионален развој. Од друга страна па и реалноста во малите општини е за жал малку поинаква, затоа што имаме помала администрација која што може да сработи помалку проекти, која што не може да ги аплицира на време. Сметам дека односно верувам дека ќе се изнајде некој модус, овие забелешки и ние ги дискутираме, затоа што имаме реакција од малите општини. Овој повик отиде. Апсолутно дека секоја општина нормално е да има потреба од повеќе средства, секој си бара повеќе средства, за поголемите општини има поголеми потреби, за помалите има помали потреби. Овој пат е така како што е. Се надевам дека наредниот пат, ако има и нареден пат, дека ќе биде и друг критериум земен во Ќе го има ли пресакуваниот ефект, бидејќи пред се тоа значи мобилизација на градежниот сектор и така натаму, меѓутоа статистиката покажува една стара болка на општините, генерално на најголем дел од општините, а тоа е неподготвеност за немање капацитети за подготвување на такви проекти и реализација, бидејќи во првиот повик беа доделени 288, до заклучно се ова последните официјални податоци кои што јас ги имам, 28 јануари, 251 проект се со склучени договори, 37 треба да почнат тендерска постапка и 50 проекти се во тек на реализација. Или до 31.12 од 4,5 милиарди денари исплатени само 20 милиони, бидејќи принципот е нели по изведена, завршена ситуација, или до минатата недела исплатени некаде околу 70 милиони денари. Нели тоа премалку? Да, јас токму затоа спомнав дека малите општини имаат проблем со администрацијата, со човечки ресурси, со сите оние кои што треба да ги завршат проектите, а дополнително уште еден проблем што ни се јавува е со градежните компании, затоа што кажавте, нели, дека најчесто ќе бидат тие вклучени. Имаме недостиг на работници, се надевам дека ќе биде многу побрзо, дека ќе дојдеме до реализација, иако е некои проекти одредени, како општина Велес ние ги аплициравме и во првиот повик, сега одиме со втора фаза за истиот
проект да може да се продолжи затоа што чинат малку повеќе средства. Генерално сметам дека треба да им се пружи соодветна стручна поддршка на тимовите кои што аплицираат во општините. Се надевам дека ќе бидеме поефикасни во искористувањето на сите овие средства. Не, бидејќи се многу пари, ако тука сега имаме 15 плюс 15 милиарди, ајде да не навлегуваме, нема никој од надлежните министерства за тоа колку се испланирани во бюджетот и така натаму. Меѓутоа генерално како принципот. Ама тоа е разликата помеѓу заемот од Европска инвестициона банка и овој заем од унгарските пари. Кога имате заем кој што ви го контролира меѓу другото и банката, вие проект кој што не е одржлив, проект кој што нема добра знаете што не значи дека има добра техничка документација ако има одобрение за градба. Одобрението за градба го издава општината. А сега е уште полеснето што е проекти кои што се аплицира, со кои што претходно се правеше реално и циркус на комисија за финансирање и буџет. Секој пратеник од било каде и да доаѓа, или од неговата или од околната општина, понудуваше некаков проект, без разлика дали е тоа завршен проект, дали не е, дали не, разговараме за тоа бидејќи на крајот сега зборам за извинете вака, зборам за контролен механизам. Во рамките на тој заем има контролен механизам. Контролниот механизам и оваму ќе го има. Немојте ви да мислите дека нема контролен механизам. На завршена ситуација сигурно имаме некој надзор кој што кажува дали е таа завршена. Ма не зборам за надзорот, тоа е самата имплементација на проектот. Зборам за изборот на проектите. Во рамките на зошто ги подценувате вие комисиите во министерството? Навистина не разбирам. Знаете што, јас знам во Министерството за животна средина за колку време се направи евалуација на проектите, за 2 дена. Еве доаѓам од тоа министерство и знам, ако мислите дека за 2 дена може да се направи евалуација на проекти, да ја проверите комплетната документација, значи ние не, ве молам. Значи зборувам, има контролен механизам, во претходниот заем има контролен механизам. Имаме техничка помош која што им помага на општините и им кажува. Значи таму ред од проектите кои што стигнаа како аплицирани општините беа одбиени заради тоа што немаа добра техничка документација, а има одобрение за кои беа одбиени? Неколку. Не. Ништо не беше одбиено. Што беше одбиено? Не. Немојте ве молам, таму најмалку 30-40% од проектите беа одбиени. Заради тоа што документација, ако има за одобрение за градба, не значи дека е добра документација. Сега е олеснато, не треба ни документација. Па тоа го зборувам дека нема контролни механизми. Реков за секого, односно од по едно прашање од доменот на она што вообичаено е специфично како за партија. За вас прашањето е кој ќе биде следниот чекор по интерпелацијата за дел од членовите на судски, со оглед на тоа што јасно е по законите, интерпелацијата не значи разрешување. Видете, интерпелација за прв пат се случи во историјата на Република Македонија пред 1 месец со колешката Илира Даути, која што не обврзува во секој случај за да си поднесе оставка или да се откаже од функцијата. Истото предпоставувам дека ќе оди и во овој дел. Видов дека неколкумина од оние за кои што е поднесена интерпелација се уште немале став дали ќе останат, дали нема да останат. Меѓутоа судството ни тоне во такви води каде што сметам дека мора да имаме некакви радикални промени. Сепак си има таму совет, си има кој да одлучи. Имаме исто така и ние механизми да предложиме на наши предлози во собранието. Како и да е, за овие институции кои што се од витално значење во државата, тука ја претходно, не знам дали беше во ваша емисија или во некоја друга, сум ги ставал во ист кош и второстепена за одлучување по жалби, и Државен завод за ревизија, и сите останати регулаторни тела кои што имаат извршни одлуки, и Државна комисија за заштита на конкуренцијата, треба да се донесе одлука едногласно. Барем тоа е моето мислење. И треба да избереме човек кој што ќе го аплицира она што му е должност и опис и попис на работното место. Ние не можеме да одиме со политички фигури кои што ќе бидат послушници на едните или на другите, па да шпекулираме дека вака правил, така правил. Преска читав некакви изјави и од обвинители, и од судски совет и така натаму. Мислам дека
треба да ги оставиме да работат, меѓутоа треба да им даеме ветер во грб да работат слободно. Ке оставите само на совеста или имате некој скриен адут кој што не можеме да го видиме читајќи ги законите? Па сепак судството треба да биде независно, така? Зошто кога гласајте на 29.1.2025 година за овој план за раст и реформска агенда во него, всушност сте гласале за еден принцип на смени кога по кој што треба да се одбиваат реформите во судството, сега со овие интерпелации се обидувате да го минирате тој пат? Не да го минираме тој пат, туку она што е реакција или нереакција од сите оние органи кои што требало да реагираат во изминатите години, веќе сметам дека за жал овој последен случај што е актуелен со недостатоците во судството, во одлуките што се однесува за девојчето кој што беше прегазено на партизанска, мислам дека преличашат. И мора да се реагира што побрзо, затоа што тоа не е изолиран случај, имаме многу случаи кои што поради една или друга одлука имаат негативни последици за целото општество, затоа мораме да сметам дека мора да се реагира соодветно. Со промена на јавен обвинител, со промена на членови во судски совет, ќе се решат проблемите? Ваквите проблеми, мислам... Па не може 98% недоверба има, сега што треба да им прави, да ги оставиме? Не, треба да има сите се согласуваме дека треба да има реформа во судството, меѓутоа за нас ова не е реформа во судството. Меѓу другото, вие го споменавте планот за раст, таму е точно дефинирано кои се чекорите кои што треба да ги превземе државата, и ако е подпишан и поднесен во Брисел, мислам дека ние треба да се движиме по планот за раст, кој што меѓу другото кажува и што треба да се случува со судскиот совет. Не знам како да кажам. Ако е промената на јавниот обвинител и промената на 5 члена од судски совет реформа во судството, јас не знам што да кажам. Мислам, ние веќе коментираме референци со години наназад. Еве во сите извештаи на Европска комисија, не само правосудство, многу работи се критикувани, јавни набавки и така натаму. Зарем мислите дека ние треба да бидеме неми на тоа? Таа генеза на негативни референции во извештаите на Европска комисија е за жал на оваа држава во изминатите 15-20 години. Не е само во последните 7 години. Дајте ме молам, мислам, треба сите сериозно да седнеме, ако веќе сме се договориле за планот за раст, бидејќи се работеше во време на претходната влада, го донесе оваа влада, мислам дека треба да се движиме по планот за раст. Немојте да пак ќе ви кажам, ако нешто гледаме дека е негативно, па тонеме на сите извештаи, посебно во делот на правосудството. Тонеме на сите извештаи од година во година, 2013 2,53 беше просечната оценка, сега во последниот извештај што е критикувано, пак е работата на овие кои што се веќе споменати. И сега ние треба да ги оставиме од 2,53 2013, 2025 оценката е 1,41. Никој не вели дека треба да ги оставите, треба да почнете со сериозна реформа. Не е реформа првиот обвинител во државата да се набедува и да се менува. А што е реформа? Има опишано и во документите во планот за раст. Од ДУИ и од СДС да си го изберат, тоа е реформа, не е и тоа реформа. Немам коментар на ова, стварно немам коментар. Мислам дека сите се сложивме за планот за раст, имаме агенда таму, треба да се спроведува, апсолутно. А е спротивно, она што се случува во моментот е спротивно на тоа што го има во планот за раст. За жал. Планот, добро. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието.